Благодарам, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, почитувана министерка за одбрана Радмила Шекеринска, заменик министер за финансии Димитар Ковачевски. Со членството на нашата земја во НАТО алијансата и по усогласувањето на домашното законодавство, кое што го завршивме во август оваа година, компаниите од нашата земја сега имаат можност да учествуваат во постапките за набавките за потребите на НАТО и земјите членки. Вкупната вредност на овие набавки, како што беше кажано, за кои што на ниво на Алијанса е задолжена Агенцијата за поддршка и набавки на НАТО, надминува 5 милиарди евра годишно. Нашата земја тежнее кон севкупен извоз од 7 милиарди евра. За споредба да знаеме сите колку значат овие 5 милиарди евра нов мегдан за македонските компании. Сето ова значи дека македонските компании веќе може да аплицираат на тендери за набавка на НАТО и да заработат дел од овој вкупно вреден буџет од 5 милиарди евра. 5% од тоа е 250 милиони евра, 3% е 150 милиони евра. Се работи за огромни можности за нашите компании. Владата ги направи првите чекори за да го обезбеди рамноправното учество на нашите компании во набавките во НАТО. И нема да запреме тука. Членството во НАТО ја обезбеди нашата иднина на безбедносен план, но обезбеди и низа други можности од кои непосредни придобивки ќе има нашата економија, нашите компании, нашите граѓани. Денеска сме тука да го промовираме НАТО Центарот за поддршка на компаниите и да објавиме дека компаниите одделно или преку своите стопански комори каде што членуваат, или други нивни асоциации и издруженија, сега имаат точка од која ќе ги добиваат сите информации за условите, критериумите и неопходните стандарди кои што се потребни за да се учествува и победи на повиците за набавки на Алијансата. Сакаме да ги увериме деловните луѓе, стопанските комори и сите останати бизнис асоциации дека НАТО, Центар за поддршка на компаниите, не е само уште една бюрократска алатка во постапката, туку доверлив партнер со сите информации и знаења за да ви олеснат, почитувани деловни луѓе, процедурата и да ви помогнат дали ги исполнувате условите за да учествувате во набавките во НАТО. Дополнително, вработените во Центарот ќе бидат тука и за да укажат на што треба да се посветат компаниите за да ги исполнат истите стандарди и критериуми на НАТО, за да станат деловен партнер на најголемата воена алијанса во светот. Министерството за одбрана го формираше Центарот за поддршка на компаниите при учество на тендерите на Алијансата, кој нуди целосна, сеофатна поддршка за секоја домашна компанија која ќе пројави интерес. Сега останува пред компаниите од Северна Македонија можноста за отворен огромен пазар. Државата е тука за да го направи тој цел процес поедноставен, но секако најмногу ќе зависи од секоја компанија посебно и од нивната подготвеност да се сообразат со стандардите за исполнетост на условите на учество во набавките. Во можноста на нашите компании да учествуваат во набавките за НАТО стојат огромни потенцијали за развој севкупен на нашата економија. Секој добиен тендер на компанија од Северна Македонија значи не само поголем профит за компанијата, сериозна референца во нејзиното портфолио, туку и приход за развој на таа компанија и за поголеми плати за вработените. Сето тоа е приход и за нашата македонска економија и јакнење на нашиот економски стандард. Тоа се потенцијали за дополнително раздвижување на целата наша економија. Широк е спектарот за потребите на НАТО, за кои се распишуваат набавки, беше кажано од страна на министерката, а за огромен дел од тие потреби во нашата земја има компании кои што ги нудат тие производи или услуги и не само што ги нудат, туку имаме компетативен квалитет и компетативни цени. Огромни можности се отвараат и за компаниите од информатичко-компјутерската дејност, меѓу кои тие да бидат контрактори или подизведувачи на софтверски и други компјутерски решенија за компаниите како што се Airbus, Defence and Space, Atos Belgium, IBM Belgium, Vector Synergy и многу други информатички джинови. Почитувани, ние сме НАТО
И сега, како дел од евроатлантското семејство, сите нејзини земји членки ја прифаќаат Република Северна Македонија како доверлив и достоинствен партнер во најмокниот воено-безбедносен сојуз на светот и во делот на економската соработка во поддршката на мисијата на Алијансата. Тоа дополнително ги отвара хоризонтите за поголема предвидливост и јасна иднина за нашиот политички и економски прогрес како земја членка, еднаква меѓу еднаквите, меѓу нашите 29 сојузници, од кои 29 земји се членки на Европската унија, нашиот Европски дом. Благодарам.